Хело на сите, добро дојавте назад во нашето Секси мало. Ова ни е втората сезона, нова, а јас сум старата водителка Милена. И денеска на гости ни е дојден Габриел Джексон. Он ни е долгогодишен фитнес инструктор што има бачелор во што точно? Науки за физичка активност, односно exercise science. Најс, фала ти многу. Јас Джексон го запознав пред некое време на најстереотипичниот начин за сите луѓе од теретана у фитнес хаус. Околу 11 навечер, кога сите идеме да јадеме пристојно време. И мислам дека тоа беше ме поттикна да размислам колку ствари имам создадена навика некако да го ставам фитнесот на последно место, некако последното нешто од денот ќе го направам, ќе извежам, се некако го одлагам тоа и едноставно барам кај мене станато е дел од рутината. Како ако не извежам, не сум измила заби, ама кај други луѓе ги разбирам зошто у тој заватен витлог на животот не може да најдат време за фитнесот. И секогаш како имаме премногу обврски, тоа доаѓа се до последно, немам време, сега се грижам за здравјето, ама понатаму нема да имам време да се грижам за ништо освен за здравјето. Така што како фитнес инструктор, што се твоите први tips and tricks како да инкорпорираме фитнесот во секојдневниот живот? Да, мислам дека е битна работа да биде фитнесот дел од секојдневниот живот, но сметам и дека треба време да стане тоа дел од секојдневието. Дефинитивно треба луѓето да имаат причина зашто е фитнесот голем дел или односно дел од секојдневието, бидејќи ако се со повреди или со психички проблеми или едноставно треба да намалат телесна тежина, треба да има доволно голема причина за да биде тоа дел од секојдневието. Фала ти, мислам, некои работи што јас ги имам приметено, денови кои апсолутно немам време да направам ништо, барем ќе гледам да фатам степка. Кога тоа ми е малце обсесија горе доле 10.000 чекори последниве години, дали тоа ќе биде идење пешки до факси назад, дали ќе биде качување по скали. Мислам, живеам на приземје, ме ќе посетам кон чеката на кафе, се сивнам. Дали ќе биде некој тип на desk exercises, нешто ќе се дешава подели надбиро или ќе најдам другарка што ќе идеме на кафе или журка е добар тип на кардио кај младите, само да се изиграме, некако гледам на таков начин да инкорпорирам фитнесот, затоа што, како што кажа, и за ментално здравје е многу добро, како идам психолог, барем јас треба да сум ментално стабилна пред да помогнам на некој нов. Така што би сакала да прашам, дали тој принцип, барем тоа ја што сум го развила како некој тип на micro-workout, дали е тоа долгорочно одржливо или дали воопшто има ефект? Дефинитивно нешто е подобро од ништо. Така да овие exercise snacks, односно микро workouts во текот на денот имаат корист. Но сметам дека се додека не е фитнесот и здравиот начин на живот ставен на можеби не прво место, ама ставен на поголем приоритет, тие микро workouts имаат микроефекти. Океј, фер. Така да како што одвојуваме време за работите што ни се на прво место, конкретно за гледачите, студиите, така и треба здравјето да биде ставено на прво. Фер, мислам, јас по тоа што читав, барем имаше ставено дека според некои студии, таквите micro-workouts за текот на денот, колку се повеќе може да имаат ефект колку еден целосен фитнес тренинг. Тоа како фитнес инструктор, што е твоето доживување на ова? Дали е навистина така или не? Дефинитивно е. Не сум ги користел тие, не сум ги правил тие micro workouts, бидејќи едноставно не ми функционира распоредот, не ми е направен за да функционираат тие micro workouts. Јас го ставам фитнесот на прво или второ место за физички и психички причини и затоа одвојувам време за еден тренинг од 45 до 60 минути. И мојот распоред тоа го, односно го возможува. Да. Така да за некои луѓе можеби ќе бидат корисни микро workouts. За луѓе што не би можеле да одвојат 45 или 60 минути тренинг, но сметам дека на повеќето луѓе би било
поефикасно да одвојат или пола сат или 45 минути да направат тренинг и после тоа да продолжат со денот. Секако дека во секојдневието треба да бидеме активни, како што спомна, со степ каунт, со шетањето, со пешачењето, со качувањето на скали за да По кафица. да посетиш комшијата, но треба да ставиме вежбањето и како приоритет. Мислам, дали препорачуваш ова подобро се издвои од сабајле или навечер ти бавно вежбање? Бидејќи јас имам пробано од сабајле да идам исто теретана, немам сила. Навечер ми е некако многу поиздржливо, меѓутоа разбирам дека има луѓе со многу позапатен распоред од мене, ти работиш со клиенти кои што имаат полно работно време, можеби некој паралелно студира и работи. Како ти луѓето го организираат денот? Да. Пак зависи до човекот, пак зависи до нивниот распоред. Јас сметам дека што порано се направи таа активност, дека е подобро, бидејќи психичката, односно менталната промена што се дешава после тренинг, што порано ја направиме, што некако подобар ни е денот. И со повеќе мотивација, со повеќе енергија сме. И дури сметам дека откако ќе го направиме тренингот, се осеќаме како да сме со победа. Колку толку да сме постигнале нешто, сме направиле нешто здраво за нашето тело. И сега дури и од аспект на исхрана, сега треба на телото да му дадеме здрава исхрана. Нема сега после вежбање да отидеме и да јадеме бургер со помфрит, ќе земеме нешто поздраво. Така да, ако го одложиме тренингот до подоцните часови, што е окей, ако мора со распоредот така, тоа е окей, но таа психичка победа не ја правиме, односно не ја зимаме до крајот на денот. Тоа баш не го подготвува мајндсетот, текот на денот имаме поздрави одлуки. Секако. Да, и тој личен успех, колку и да е минимален, со тек на време се додаваат и станува, сметам дека станува човекот поиздисциплиниран и може да биде по-фокусиран на вежбањето. Баш ке спомна менталните предубавки од вежбањето, како тоа се оздравува на менталното здравје на академски перформанси, конкретно за мојата демографија? Па, истата работа, значи, при вежбањето, еден мит е дека земе енергијата. Сметам дека е обратно, дека фитнесот, вежбањето, пешачењето, сите здрави навики што ги имаме во врска со физичка активност, нас уствари ни даваат енергија. За да студираме, за да учиме, за да полагаме испити, да пишуваме домашни, треба да имаме не само физичка енергија, но и психичка енергија. Вежбањето не го дава тоа. Можеби не во моментот, но после тренинг, откако ќе заврши сето тоа и ќе се најадеме, ќе се одмориме можеби малку, имаме повеќе енергија или треба да имаме повеќе енергија откако почнавме. Дефинитивно има голема улога. Јас памтам за време на моите студии дека вежбањето ми беше буквално број еден приоритет, за да можам да учам до доцните часови. Бидејќи кога не вежбав, ја немав таа енергија, ја немав таа мотивација или дисциплина да останам буден и да учам за испити. Мислам бих да кажа подобро е концентрација, подобро фокус, подобро мотивација. Јас сум човек што не студирам ништо релевантно за фитнесот, меѓутоа како психолог запознаена сум со сите психолошки бенефити од ова и додека учам, да кажеме, некако по Марфи правило секогаш снимаме сред колоквиумска недела повторно и мене многу ми помага, мислам, додека бувам за колоквиум, морам да направам, да кажеме, 5 минути ден спарти малце да се размрдам, па се враќам да продолжам да бувам и вчера учам, облеков ролерки, саат време да се извозам дали се чи назад, се вратив и продолжив да учам, некако тоа што материјалот кој го поминав после тоа, некако повеќе ми се залепи отколку тоа што претходно го учев со саати.
Исто така, од психолошки бенефити, кога некој што имал претходно проблеми со менталното здравје, ја мислам дека доживав вистинска трансформација тек кога почнав да вежбам. Мислам, јас почнав повеќе интензивно со кикбоксот и тоа некако ме научи и да сум и посамоуверена и сам асертивна и кај мене беше голема трансформацијата од моментот што кога вежбаш и го напнуваш телото, почнуваш да сваќаш која ти е силата, кај ти се границите и тоа ти дава многу повеќе самодораби во сите други аспекти. Мислам, тоа се прилива. Секако. Сега да прашам, мислам, јас се почнав на кикбокс, продолжив во теретана, и често користам теретаната како, да кажеме, место да си го одморам мозокот од тоа што го учам, меѓутоа професионална деформација на психолог, мање више ги наблюдувам сите околу мене со коментаторот од Discovery. И социјалната компонента на теретаната, мислам, имаме така еден чопор, Jim Bros и сите си имаат некои нивни муабети што мање више ме фаќаат ужаси, меѓутоа мислам дека битен е социјалниот елемент и сега да прашам колку игра улога, дали ние ќе имаме некој тип на gym buddy, колку треба да се подпираме на тоа за мотивација. Игра огромна улога. Значи во сите активности, дали е спорт, дали е фудбал, кошарка, одбојка или конкретно сега за теретана или групни тренинзи, игра многу голема улога поради фактот што ние како луѓе сакаме да припаѓаме. Тоа е една многу голема желба кај и потреба кај луѓето. И кога припаѓаме негде, се осеќаме кога да сме дел од заедница, од семејство. И токму таа улога се наоѓа во теретана. Значи тие gym bros, gym buddies се многу битни, бидејќи кога ќе отидеме ние во теретана и не се осеќаме осамени, се осеќаме токму обратно, се осеќаме како да припаѓаме. Тоа е покрај убавите, односно добрите бенефити од физички и од психички аспект, имаме сега уште едно чувство на припаѓање во теретана, така и едно охрабрување да пробаат, односно да се упознат со вежбачите во нивните теретани, бидејќи толку полесно и позабавно ги прави тренинзите во теретана, кога ги знаеш луѓето околу тебе. Да, и фалите што вака го формулираше баш чувство на припадност, бидејќи мислам дека голем дел од младите или општо луѓе што идат или почнале да идат во теретана, имаат такво чувство дека не припаѓаат таму, бидејќи сите од други околу нив се, да кажеме, многу по навлезени во целата фитнес индустрија. И многу и прекинуваат брзо од страв дека не припаѓаат, не им е удобно, не се пронаоѓаат во групата. Всушност, едното што мене ме задржало таа теретана каде што сум со години е фактот што се познавам со луѓето таму. И на почетокот мене некој од нив, да кажеме, бил условно кажано ментор. Понатаму јас сум била тоа за некој друг и се гради на вистинен тип на заедница каде што после тоа ми фалат луѓето кои не ги видам таму. И на 22 години малце како пензионер се социализирам у теретана 6-7 дена во неделата. Како што кажа и ти, тоа се моите луѓе, тоа е мојата заедница. Да. Едно што научив од мојата заедница, за жал, е дека стомачните се прават куина, а не ако јас правам 600 стомачи на ден, што е многу трагично, затоа што јас сум многу голем ентузијаст на благо. Така да, колку е ова вистина, која е улогата на нутрицијата, доколку сакаме да постигнеме таков тип на некој лин физик? Да, дефинитивно 90, ако не 95% до пристигнувањето на оваа цел е исхраната. Значи, и сите гледачи, сите луѓе знаат точно која е промената што можат да ја направат во врска со исхраната. Дали е благото или мислам левот не е лошо, ама све, мислам сите работи ако ги претеруваме, може да станат да ни спречуваат при пристигнувањето на тие цели. Така да сите гледачи знаат точно што би можеле да сменат. И кај многу луѓе да намалат некои работи. Дефинитивно има голема улога исхраната, бидејќи треба да бидеме во, можеби имаат слушнато, калориски дефицит.
проста математика е губењето, односно слабењето. И кога внесуваме повеќе од што трошиме преку текот на денот, ние ќе накачиме телесна тежина. Ако внесуваме помалку од што трошиме преку текот на денот, ние ќе слабееме. Значи, проста математика е, но треба да знаеме колку трошиме и треба да знаеме колку конзумираме. А за да ги знаеме тие работи, се потребни некои пресметки, што луѓето не сакат баш да ги направат. Jer сега имаме голем број на апликации што нели може да само сликнеш продукта да ги избројат калориите, веќе тоа да биде евидентирано во твојот, да кажеме, фитнес дневник или што и да е. Меѓутоа како фитнес инструктор се да прашам дали тоа можеме и да го направиме на сопствена рака песнатувањето на калории или сепак треба да се консултираме со поискусно лице, бидејќи јас сум си глобалец и многу сакам да читам студии. Имаше една студија каде што прочитав дека дури и двајца индивидуи да конзумираат иста храна во исто време во текот на денот, различно се метаболизираат супстанциите и за секој има различна калориска вредност. Така што дали е потребно да се конзумираме можеби со нутриционист или матичен лекар, некој што подолго време го следи нашиот развој, нашата исхрана, или е доволно собствено познавање па некои наши пресметки од прилика. Секако дека ќе има бенефит да се консултира човек со стручно лице, но не би рекол дека мора. Ќе има бенефит, ќе има корист, например, ако се консултира со нутриционист или па доволно едуциран тренер по фитнес, што ќе може да им помогне со тие пресметки. Но секако дека може сами да ги направат тие пресметки. Сметам дека треба и искуство. Треба и, како што имаше ти ментор во теретана, треба да има некој да те научи како се прават овие работи, па при вежбањето на тие пресметки и мерењето на исхраната и сите тие работи, може човек сам да ги прави тие работи. Дефинитивно. Денки охрабрувачки вака за сите што си уште не се спремни да кажеме да платат поголема сума. Кога студенти знам дека сите сме на буџет и немаме сите секогаш можност да си приуштиме тренер или нутриционист, така што ве охрабрувам само се да познаете со некој од теретана, некој што изгледа поискусно од вас и претпоставам дека ќе бидат отворени за помош и за поддршка секое време. Како последно прашање, што е твојот основен совет за секој почетник во своето фитнес, не знам, journey, adventure? Дефинитивно, сваќањето на една работа. Треба да се свати дека фитнесот и водењето на здрав живот е долг процес. Дека резултатите не се прават преку вечер. И при сваќањето на тој факт, уствари можеме ние да бидеме по-окей со трпението што ќе треба да го имаме. Така да сите почнуваат во теретана сакајки да ослабнат, сакајки да направат тело или да си помогнат на некаков начин, или психички или физички. И кога после еден месец не ги гледат тие резултати, се откажуваат. Така да мене ми требаше многу време да го сватам тој факт дека резултатите требаат време и многу време, но откако го сватив тоа, ми имало леснато многу. Бидејќи кога не ги очекуваме работите пред време и знаеме дека ќе бидат за 3, 6 и 12 месеци, можеме малце да си дозволиме да не си ставаме толку притисок на себе. Многу во денешно време многу притисок си ставаме на себе и до некој степен е окей тоа. Но сметам дека треба да си олесниме малце и да сватиме дека тие резултати што ги сакаме треба многу време да се чека и многу труд и секојдневно да вложуваме, да бидеме таму.
Така да. Мислам, што кажа, ако сакаме да изградиме нешто што е одржливо, треба секогаш да целиме кон конзистентност. Мислам, јас сум можела да почнам да се откажам кога ми станало тешко после 3 месеци, меѓутоа, точно како што нагласи, треба да влажуваме барем, ако не 45 минути сат, барем по 30 минути текот на денот, нешто што ќе знаеме дека може да го одржиме текот на целиот живот, дали тоа ќе биде пешачење со другарка, идење на журка, возење точак, ролерки, некаков поздрав субститут на тоа што ќе јадам, не знам, ќе јадам чија, ама нема да ставам 2 лажички пудер од кикирики, ќе ставам некој овош, нешто што би можела да го одржувам подолг период, затоа што сепак градиме животен стил, не само тело. Да. Тоа, фала ти многу што ни гостуваше. Ти ни отвори оваа втора сезона и епизода што ќе се ја памтам. Да. Фала за поканата. Лички се гледаме во наредна епизода. Ве сакам сите. Чао!